Сте представници на некои надворешни организации во оваа држава. 25 години во оваа независна држава не заплашуваат со војни. Последните 2 години истото тоа сценарио се случува и продолжува, на жалост, ќе кажам. Меѓутоа, ние, иако немаме пушка и нагант во пазувите и во рацете, со словото, со историските факти се бориме натаму и, како што реков, борбата продолжува. Не смееме да ги заборавиме имињата на сите кои што загинаа за оваа држава. Нашите деца мора да запамтат и мора да знаат која е нашата историја и која е нашата иднина. Оваа држава 25 години се бори во оваа независност. Меѓутоа фативме еден добар пат. Денес постојат луѓе кои што со истите сценарија се обидуваат да не заплашат, кои што се вршат притисок на овој народ на секаков начин, но малавржуваат, сакат промена, уствари направено, промена на знамето, промена на името, сега сакат и да не распарчат. Сакат да не вметнат во нови борби, двојазичност во оваа држава. Докаде ќе оди ова лудило, викам јас. Мислам дека свеста на овој македонски народ е сепак на високо ниво и дека повеќе нема да паѓа на тие ниски удари на некои луѓе во оваа држава, луѓе кои што не му мислат добро на оваа држава и на овој македонски народ. Македонските патриотски издруженија си имат своји агенди, секоја година чествуваат борци, продолжуваат секоја година со оваа борба и со оваа нивна агенда. Денес исто сме исправени со овие борби. Треба да застанеме на вистинската страна и да покажеме дека сме македонци и дека ќе стоиме понатаму за нас и за нашата земја. Би сакал да цитираме на мисла на еден наш патриот. Извини, мила мајко, морам да ти кажам дека јас имам 2 мајки. Едната си ти, а другата е ова наша напатена Македонија. Во моментот сум по потребе на ова втора мајка, Македонија. Ви благодарам, браќа и сестри, да продолжиме по вистинскиот пат. Поздрав и убав ден на сите.